Од секторот здравство и социјална заштита во нашето училиште има 3 квалификации или профили: медицинска сестра, физиотерапевски техничар и фармацевски техничар. Профилот медицинска сестра е од 4 годишно траење, а по завршувањето на образованието се стекнуваат со знаења од општообразовните предмети, стручните предмети, практичната настава и вештини. На тој начин стекнуваат посебна одговорност и грижа за здравието на човекот, како и посебниот пристап и правилниот однос кон пациентот. Медицинската сестра е насока која што образува кадри, кои што се во најблизок и непосреден контакт со пациентот. Медицинската сестра е таа која што се грижи за негата на пациентите, ја дели терапијата која што е ординирана од страна на лекарот, пополнува медицинска терапија, зема материјали за лабораториски испитувања, го припрема пациентот доколку е пратен на медицинска интервенција. Значи, работата и задачата на медицинската сестра е да е во постојан контакт со пациентот и да учествува во унапредувањето на здравието. Оваа професија е многу благородна и хумана професија. Учениците за време на своето образование имаат и практична обука, која што ја реализираат во специјално опремени кабинети во нашето училиште, како и практична обука која што се одвива кај работодавач, а тоа е Општа болница со проширена дејност Прилеп, каде што учениците ги стекнуваат своите практични знаења и вештини. По завршувањето на образованието, учениците кога ќе добијат диплома, може да се вработат во било која јавна здравствена установа, и тоа во рамките на примарната, секундарната и терцијарната заштита, и да може самостојно и одговорно да ја работат својата работа. Физиотерапевскиот техничар е квалификација или профил од секторот здравство и социјална заштита. Образованието е 4 годишно траење, а по завршувањето на ова образование учениците се стекнуваат со знаења од општообразовните предмети, стручните предмети, практичните знаења и вештини за примена на сите видови терапија кои се користат во рехабилитацијата. А тоа е термотерапија, електротерапија, кинезитерапија и масажа. Која е целта на рехабилитацијата? Значи, рехабилитацијата има за цел да се врати нарушената моторна активност на пациентот, односно делот од телото кој што е оштетен. По завршувањето на ова стручно образование, учениците ќе се стекнат со диплома, кои што ќе можат да се вработат во одделението за физикална медицина и рехабилитација во Општа болница со проширена дејност Прилеп. За време на школувањето, учениците обавуваат практична обука и тоа во специјализирани кабинети во нашето училиште, како и практична обука кај работодавач. Работодавачот за оваа струка здравство и социјална заштита е Општа болница со проширена дејност Прилеп, а за физиотерапевскиот техничар тоа е одделението за физикална медицина и рехабилитација. Учениците, кога ќе завршат, доколку не се вработат во некоја јавна здравствена установа или приватен сектор, во рамките на примарна, секундарна и терцијарна заштита, можат понатаму да го продолжат своето образование, значи на повисоки квалификации. Учениците по завршувањето на прва, втора и трета година обавуваат феријална практика, значи која што се работи кај работодавач во време траење од 20 работни дена. Профилот фармацевски техничар спаѓа во струката на здравство и социјална заштита. Овој профил се карактеризира со 4 годишно образование, при што учениците во тие 4 години се стекнуваат со знаење и вештини од областа на општообразовните предмети, а исто така и од стручните предмети. Во овој смер, односно овој профил,
опфаќа делови кои што се изучуваат во аптекарското работење, понатаму методите на изработка на лековитите супстанции. Учениците изработуваат магистрални препарати, масти кои што се наменети за надворешна апликација, докажување на некои јони и катиони, а исто така и ги учат генеричките и заштитните имиња на лековитите супстанции, кои што подоцна ќе ги применат при нивната работа во аптека. Стручното образование, односно нивната практична настава, започнува веќе од втора година, каде што практичната настава учениците обавуваат во нашите лаборатории, точно еве во оваа лабораторија и покрај основните инструменти кои што ги прават овдека, исто така имаме и импровизирана аптека, каде што сето она кое што го научиле на теоретската настава, тие знаат да го применат практично. Понатаму од сововедувањето на модуларната единица, веќе од оваа година, започна и предметот учење преку работа кај работодавач. Значи дека учениците покрај практичната настава што изведуваат овде во нашето училиште, еден ден исто така изведуваат и практична настава во реални услови кај работодавач, односно во некоја аптека. Значи тоа е за учениците од трета и од четврта година. Нашето училиште има склучено договор со голем број од аптеките од градот. Исто така, после завршувањето на прва, втора и трета година, учениците задолжително посетуваат и феријална практика, која што и таа се изведува во некоја аптека во траење од 20 дена. За запишување во овој смер потребни се минимум 70 поени, а по завршувањето на ова училиште, учениците може веднаш да почнат со работа во некој од аптеките или тие кои што сакаат може да продолжат понатаму во некој факултет, например медицински, фармација и така натаму. Струката лични услуги долги години е застапена во нашето училиште и интересот за неа секогаш е доста голем. Струката лични услуги опфаќа два образовни профили, тоа е техничар за козметичка нега и убавина и фризер. Профилот техничар за козметичка нега и убавина е со 4-годишно траење. После завршувањето на средното стручно училиште, учениците имаат можност да го продолжат своето образование. Профилот фризер е со 3-годишно траење и во текот на школувањето учениците се стекнуваат со знаења, со вештини и се стручно оспособени за самостојна дејност. Тоа значи дека учениците, откако ќе излезат од училиштето, тие имаат можност да одговорат на барањата на пазарот на трудот. Многу сме задоволни што нашето училиште соработува со повеќе компании, односно работодавачи од нашиот град, односно повеќе фризерско-козметички салони, во кои што учениците ја изведуваат задолжителната практична настава и тоа го прават во реални услови. Се надевам дека нашата соработка со сегашните, а и со новите работодавачи ќе продолжи и во иднина. Да спомнам дека учениците од овие струки се активно вклучени во голем број на проекти од програмата Erasmus+, каде што имаат можност за учење и размена на искуства и тоа на европско ниво. Голем дел од козметичарите и од фризерите кои што успешно работат во нашиот град се ученици кои што излегле од нашето училиште. Во секторот за текстил, кожа и слични производи може да се запишат 25 ученици за квалификациите техничар за изработка на облека и техничар за моделирање на облека.
станува збор за дуална паралелка, каде што значи тоа, каде тоа е што учениците ќе имаат поголем дел практична настава, помал дел теорија, односно покрај еден ден во работната недела учениците што извршуваат практична настава во училишна работилница, имаат еден ден практична настава во компанија. Со овој начин на учење корист имаат и учениците и компаниите, и компаниите така што учениците стекнуваат вештини и знаења директно на работните места, а додека работодавачите добиваат компетентен кадар кој што може да продолжи со работа. Учениците од дуалната паралелка исто така имаат од минатата година и оваа бенефит што се потпомогнати имаат огромна помош со тоа што сите ученици земаат стипендии, се потпомогнати од Министерството за образование и наука, така да и оваа генерација во оваа учебна година, сите ученици кои ќе се запишат во нашата струка имаат можност да земаат стипендија преку Министерството за образование и наука. Секој ученик во оваа струка има можност да се надогради, односно да го разбуди уметничкиот талент преку цртање, скицирање на модели, дизајнирање на облека, учење и примена на конструкција и моделирање на облека. Односно, оваа струка ни нуди безброј креативни настани, учество на конкурси, организација на модни ревии, изложби и така натаму, но исто така голем дел од учениците од оваа струка се вклучени во учество на меѓународни проекти. Најбитно од се е што оваа струка после завршувањето на 4-годишното образование нуди вработување веднаш после завршувањето и тоа самостојно и тоа како модни креатори, дизајнери, техничари за изработка на облека или во рамки на компании. Да бидеш техничар за изработка на облека или техничар за моделирање на облека, значи дека си надарен и способен, а не понижен. Значи дека можеш да избираш да работиш и да креираш самостојно, повторувам како идни дизајнери, моделари, техничари за изработка на облека или во компании. Иднината на новите работни места и во текстилната индустрија е во автоматизацијата и компјутеризацијата, со што се хуманизира работата на човекот. Со нашиот ангажман, ние како професори во секторот за текстил, кожа и слични производи се обидуваме да го подигнеме имиџот на оваа професија и да ги разбиеме предрасудите за неатрактивноста на оваа струка. Да, оваа струка постои, но се менуваат профилите, односно се менуваат квалификациите за да се прилагодат на современите барања, но обстојуваме и се развиваме затоа што даваме занает, даваме основа за идните моделари, дизајнери, шивачи, технолози, модни креатори и така натаму. Во секторот геологија, рударство и металургија имаме две квалификации, тоа геолошко-рударски техничар, кој што е од 4-годишно траење, и раковач со рударски машини, кој што е од 3-годишно траење. И двата профили се доста атрактивни за нашиот град, затоа што во нашиот регион, во Прилепскиот регион, имаме доста неметалични минерални суровини и имаме многу рудници кои што работат на експлоатација на овие минерални суровини. Затоа и двете квалификации се доста атрактивни, бидејќи се дефицитарни на пазарот на трудот и има вработување веднаш по завршувањето на средното образование. Бидејќи се дефицитарни, од минатата година по барање на компаниите, и тоа на компанијата Фимар Балкан, се отвори профилот раковач со рударски машини и учениците од овој профил одат на практична настава во таа компанија и нормално по завршувањето имаат големи шанси да бидат вработени во оваа компанија. Исто така имаме соработка и со мермерен комбинат, каде учениците од 3-та година ја обавуваат практичната настава, односно учење преку работа, и сме презадоволни од соработката со овие две компании. И учениците и кадарот каде што одиме во компаниите. Што би биле кога би завршиле геолошко-рударски техничар? Би биле оператор за геодупчење, оператор за геотехнички и хидрогеолошки истражувања, оператор за истражување на минерални суровини, оператор за подземна и површинска експлоатација, оператор за подготовка
на минерални суровини и многу други работни места кои што ги има во сите компании за геологија, рударство, градежништво и металургија. Што би биле кога би завршиле ракувач со рударски машини? Би ракувале со рударски машини во површински и подземна експлоатација во сите фирми кои што се бават со експлоатација на минерални суровини, но и во сите градежни фирми, во сите сепарации и во металургијата. Значи, во секој случај и двата профили се доста атрактивни и може да се најде многу брзо работа на пазарот на трудот. Од минатата година во профилот ракувач со рударски машини се доделува и стипендија и тоа продолжува и ова година. Значи, учениците кои што ќе се запишат во овој профил ќе добиваат месечна стипендија од Министерството за образование. Значи, тоа е дополнителен мотив за учениците да се запишат во овој сектор геологија, рударство и металургија. Секторот за обработка на дрво. Квалификација од 4-годишно траење како техничар за обработка на дрво, каде што учениците се стекнуваат со знаење за интериерно уредување на простор. Тука учениците ги научуваат сите своји вештини за понатамошните проектирања во изведба на кујни, плахари, детски соби и други интериерни уредувања. Учениците кои ќе се запишат на овој смер имаат можност да се пробијат на пазарот, бидејќи има поголема побарувачка во компаниите кои што произведуваат мебел, како во нашиот град, така и пошироко. Нивната основна цел и задача е тоа што ќе се стекнат со занает кој што е вреден и баран во на денешното време.